не можевме да одбереме поубав вовед во темата. Благодарам, Симона, многу убави и спонтани одговори. Ми се допадна што правите во слободното време. Многу спиеме. Нам тоа најмногу ни недостига на возрастните. Уживајте во секој миг од детството. Ако сакате да лоцирате одредени проблеми или предизвици со кои што се соочува општеството или што недостасува во општеството, прашајте ги најмладите, прашајте ги децата, како например здравствена заштита во училиште и слично. Ке ви ги кажат сите оние сегменти кои што навистина и ние возрастните размислуваме, но некогаш ете можеби нема да си ги признаеме дека ни недостасуваат. Денеска на глобално ниво се одбележува Светскиот ден за детето, кој има за цел да го сврти токму вниманието на широката јавност за сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми пред кои се исправени нашите деца. Колку нам возрастните ни е приоритет да создадеме поубав и поправеден свет за децата, е тема на која што наредниве минути разговараме со Билјана Николовска, Трајановска, социјален работник. Добро утро, Билјана, и добре дојдовте во утринската програма. Добро утро, Кристина. Благодарам што ме повикавте. Ми е огромна чест што денеска заедно ќе направиме еден убав темелен муабет баш за детето. Вовет ни дадоа децата, меѓу другото, еве, денешниот ден е убава можност да се подсетиме и на нашето детство, како ние го минувавме, што нам ни пречеше и колку во овие години од нашето растење успеевме да промениме се во интерес на следните генерации. Па ако животот и благосостојбата, Билјана, во голема мера на децата зависи од нас возрастните, каков е впечатокот? Ги ставаме ли интересите на децата на прво место? Јас на ова прашање имам две размислувања. Ајде. Интересите, мислам дека дел од родителите, па институциите ги ставаат како приоритет на децата, меѓутоа има дел кој што мислам дека не ги ставаат во примарна зона. Интересите на децата секогаш треба да се ставаат во центарот и во фокусот, пред се на семејствата, така и на институциите, па и во раниот раст и развој кај дечињата, уште од предучилишните установи. Зошто го велам тоа? Затоа што секој дете е посебна индивидуа и навистина ние возрастните треба да внимаваме на нивните интереси, потреби, желби и секојдневно треба да ги инспирираме и да ги поттикнуваме дечињата да може да ни ги пренесуваат нивните интереси за да можеме ние да делуваме на нив. Често различни соговорници знаат да кажат дека секоја генерација е се полоша, но секоја генерација расте со се поголеми предизвици. Гледаме денес светот со што се соочува, сиромаштија, војни, недоволна социјализација, образование. Не дека овие проблеми не биле и порано присутни, но социјалните медиуми сега ги прават уште подостапни и за најмладите. Ете, ние сме имале среќа. Нашите родители, кога имало лоши вести, ќе одлучат, нема да ни вклучат телевизор, нема да знаеме за тоа. Колку наместо осуда треба да се посветиме на поддршка на нашите деца и мајки предвидни што се во моментов, повторно ќе ги споменам, социјалните медиуми поминуваат и на што се изложени да гледаат таму, без никаква контрола? Никогаш не треба да ги осудуваме според мене. Напротив, треба да ги поддржуваме и да помагаме на родителите. Затоа што ниту еден од нас, кога станал родител, немал некој приречник по кој што учел како да го спроведува своето родителство, така да мислам дека треба да бидеме безрезервна поддршка на родителите, пред се ние стручните работници, институциите кои што задолжително треба постојано да поттикнуваат на оваа тема и треба да се едуцираат родителите, да учат, да сакаат да истражуваат, да споделуваат, се со цел напредок на нивните дечиња во ова денешно општество, кое што на вистина малце потешко не оди со технологијата и секојдневните социјални мрежи на кои што сме изложени сите, така да апелирам малку повеќе да се даде фокус на заедничко поминато време со своите деца. Предучилишните установи имаат многу голема улога во психофизичкиот развој на децата. Тука се стекнуваат многу навики кои што ни се потребни во животот натаму и кои не градат како личност. Каков е вашиот впечаток од секојдневната комуникација и работа со дечињата? Дали се е оставено или во голема мера е оставено на вас или ви се поддршка родителите во процесот?
Не можам да кажам дека родителите не се поддршка, тие се секојдневна поддршка, но и ние како институција мотивираме затоа што партнерството е најважно, за да имаме и да израснеме среќно и успешно дете. Дечињата кои што се вклучени во предучилишниот процес имаат стекнато големи социјални вештини, дружелюбивост, поттикнуваме и разни нешта кои што го зголемуваат и односот на почит кон возрастните, а тука е баш даден акцентот на заедничката соработка со родителите. Суштината на денешниот ден е меѓу другото да се подсетиме и за необходноста за остварување на сите права на децата. Како е во вашата градинка, знаат ли децата за своите права или како ги учите за истите? Разговарате ли за тоа? Секако дека да, многу интересна ми е оваа тема и постојано знаат и колешките понекогаш да речат добро биле доста со тие права на децата, но инсистирам децата да имаат право на сите нивни, нели, права кои што се запишани во конвенцијата. Меѓутоа, кога ќе ги прашаме понекогаш на оваа тема што е твоето право, и тие навистина си кажуваат имам право да играм, имам право да се смејам, имам право да се дружам и така натаму. Токму сите тие ние ги изучуваме во предучилишната установа и навистина дечињата ги изучуваат преку спонтани игри, преку разни анимации кои што ги спроведуваме ние заедно и родителите ги вклучуваме, така што преку спонтаноста учат за нивните права, подоцна ги имплементираат во училиште и навистина треба да ги почитуваме правата на децата. И сега морам да прашам и за другата страна на паричката во однос на правата. Дали се премногу свесни за правата и ги бараат ли онаму каде што не е потребно и од друга страна знаат ли точно што бараат како право или само се информираат за она што нив ги интересира? И оваа тема голем процент зависи од нас возрастните. Се извинувам што ја прекинувам како мајка на тинеџер, мамо, имам право на свое мислење, апсолутно. Така. Ние немавме толку право на свое мислење кога раставме. Се согласувам, премногу ни е дадено правото на децата, било кое право. Така што апелирам до родителите малку да ги намалат правата, односно да знаат кога треба да постават граница на одредени нешта кај своите деца, затоа што тоа одговорно го тврдам и јас како родител, дека како раснат децата, така ние си ја гледаме целата наша слика и колку ние сме вложиле во нив. Но правата носат и обврски. Исто така. И мислам дека треба малку да најдеме баланс околу тоа што можат и до каде можат децата. Секако дека правата носат обврски, не е само ние да му кажеме на детето кое право го има, туку треба да стоиме така цврсто, достоинствено позади тоа што сме го кажале како родители. Но добро, ако ние порано не сме ги знаеле многу нашите права, добро е да си ги знаат децата своите права, добро е да се разговара за тоа денес, бидејќи верувам дека за воиднина ако зборуваме за воспитувањето и за тоа нели кога ќе станат тинеџери или повозрасни, сето тоа ќе има влијание врз тоа како го гледаат светот, како го гледаат општеството, како трпат правата во вистинска смисла на зборот и вистинскиот контекст. Тие мора да научат на вистина кои се нивните прави, да ги потребат онаму каде што е потребно. Добре, јас со 3 годишен внук имам слушнато како мислам дека дали се реален. Така да. И тоа е знаење на да, многу е важно во кој правец ќе ги канализираат правата и да ги искористат на вистинскиот начин, да не ги злоупотребуваат. Апсолутно и во контекст на децата. Вчера беше светски ден против злоупотреба на децата. За жал, ова се години во кои што многу се слуша и се говори на таа тема, па потребно е да ги едуцираме. Ние сме општество во кое што слушаме за булинг, слушаме за семено насилство. Тоа се теми кои што не одминуваат и треба гласно да говориме за да ги менуваме нештата, но тоа е само неопходна соработка помеѓу сите алги. Вие, ние родителите, наставниците, ова е општествен проблем за кој што мора да се говори и мора да ги заштитиме од тој аспект. Секако стојам цврсто позади тоа и сум секогаш човек што сака гласно да говори на оваа тема и апелирам секогаш и децата гласно да говорат, но и родителите или семејствата кои што имаат некој ваков вид на злоупотреба.
Така што тоа што ќе се создаде во мозочето на едно дете во раната возраст може да остави голем траг во иднина. Топол апел до сите родители колку можат повеќе да разговараат на овие теми со своите деца, да најдат модел, да најдат начин како ќе ги инспирираат да им се отворат на некој начин, да дознаат дали се изложени на некаков вид на насилство од врсник и слично. И навистина гласно треба да се говори на оваа тема и да бидеме со широко отворени и очи и уши кон своите дечиња. Благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро и за овој пријатен и убав разговор. Благодарам и на вас од срце.